Председателке, почитувани колеги, колешки, пратенички и пратеници, почитувани поранешни министри, поранешни функционери, актуелни заменик министерке, доктор Манолева. Ќе ми дозволите, бидејќи ова анкетна комисија која што расправа за скандалот кој што беше пренесен од медиумите, не од политичка партија, не од интересовни групи, за можни злоупотреби на клиниката за онкологија. И како највисок законодавен дом и ние како представници на македонските граѓани имаме право во име на граѓаните да поставиме секакви прашања, бидејќи тие прашања се однесуваат на впечатокот за тоа дали една власт е одговорна или не, дали компетентно си ги разбира и си ги врши своите обврски и задачи или не, дали ја злоупотребува политичката моќ, институционалната моќ и така натаму, и од таму се отвора една пандорина кутија за која што на крајот од денот јас сум убедена, бидејќи немам верба во нашиот правосуден систем, како и огромен број на македонските граѓани, ниту пак верувам во делотворноста на јавното обвинителство. Видовме дека тоа е ништо друго освен маша на извршната власт. И оттаму и скепсата, затоа и ова анкетна комисија е особено битна, бидејќи еден форум, и не сакам никако да разберете дека било кој, како поканети гости, луѓе од вашите области кои што треба да објасните дел од прашањата, сте на обвинителна клупа. Туку ние секој на свој начин го изразуваме и својот револт и својата загриженост и навистина сакаме да им помогнеме на истражните органи да почнат посовесно да си ја вршат работата, бидејќи, пак ќе кажам, не верувам дека се свесни, дека докрај разбираат колка одговорност носат. Ние сите во нашиот живот имаме одредена траекторија. Според условите и според желбите, според некои можности, тоа понекогаш се нарекува и фортуна, се наоѓаме на место или во време кога се соочуваме со одредени предизвици, особено кога зборувам за јавната сфера, за извршната власт, кога сакале или не сакале, биле инволвирани или не биле инволвирани, носиме политичка одговорност. И овдека само на таков начин ви се обраќам вас. Значи не како доктор Манолева, не како експерт, туку како заменик министерка за здравство во моментов. И сакам многу кратко да ми одговорите, нема многу да го оптеретувам времето. Не разбрав од претходните коментари. Чувствувате морална одговорност за случајов што изби во јавност или не? Само со да и со не. Јас би сакала